Реквизитите од детското игралиште во Штипската населба Сењак се искршени, бидејќи хулиганите таму имале свои 5 минути. Овдешните жители се крајно разочарани, но револтирани од сторителите и бараат енергична реакција од надлежните. Тоа е странно, тоа треба да се преземат мерки, да се најдат виновниците, нормална работа и што може построго да се казат спрема законот. Тоа не може да биде така. Имаше и веце таму и тоа го нема. Вие клупите, ако не се заштитат и тие ги уништат. У односу на поединци вандали треба да работи милицијата. Реквизитите што се на децата, секојдневни, се кршат од вандализам, тоа е више срамота. Нашите дечиња нема дека да се играат, институциите малку да преземат мерки за тоа што стварно ова е више крајно невоспитание и безобразно. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека за нив ова е секојдневие и дека крај на нивните проблеми нема. На жалост да, секојдневно се соочуваме со овој проблем. Она што ние го правиме е чистење и одржување на детските игралишта и детските реквизити, меѓутоа апелираме до граѓаните за совесност, односно за употреба на детските реквизити во намена за која се поставени. Доколку сите заеднички се потрудиме и се насочиме во одржување, тоа значи дека во иднина ќе имаме само нови и нови содржини. Доколку и понатаму продолжи ваквиот вандалски чин со кршење и уништување на детските реквизити или уништување на подлогите кои се поставени или неодржување на хигиената, ние како јавно предпријатие целата енергија ќе ја насочиме само кон одржување, а не и кон креирање на нови содржини. Освен Сењак, најчесто страдаат реквизитите покрај пешачката патека, населбата Леваци, Баби и други. Граѓаните во сите овие случаи бараат засилена реакција и од полицијата.